Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Првата вест за денеска е дека општина Газибаба изработи апликација за оперативниот систем за Android мобилни телефони, преку која корисниците ќе може да пријавуваат дупки на улиците. Корисникот со помош на апликацијата ќе може да ја фотографира и да ги одреди нејзините координати преку GPS и потоа да ја пријави на општинската администрација која треба да преземе мерки за санирање на дупките. Останете со нас. Пакети со облека за социјалните семејства по повод Меѓународниот ден на семејството. Промовирани законот за волонтерство и стратегија за промовирање и развој на волонтерството 2010-2015 година. Промовирани првите дела од проектот Македонски искушенија. Одржана третата седница на Советот на општина Бутел. По повод 15 мај, Меѓународниот ден на семејството, на 11.325 социјални семејства ќе им бидат поделени пакети со облека и обувки. Кој дел се донација од Мерсин Турција, дел од запленетата текстилна роба и обувки од страна на Царинската управа. Ова денеска го најави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски, кој додаде дека во сабота на школка во градскиот парк ќе се одржи забавен настан за најмалите и нивните семејства. 11.325 повеќе детни семејства, згрижувачки семејства и семејства со самоохрани родители. Во текот на овој месец преку центрите за социјална работа ќе добијат пакети со облека по повод Меѓународниот ден на семејството. Облеката која ќе се доделува на оваа категорија граѓани е донација од Мерсин Турција. А кон овие пакети ќе се додаде и дополнителна облека и обувки кои Царинската управа, односно Агенцијата за управување со одземен имот, ја отстапи на Министерството за труд и социјална политика. Еден дел од запленетата текстилна роба и обувките ќе бидат прераспределени на јавните установи во рамките на Министерството. Како Министерство за труд и социјална политика и како Влада на Република Македонија продолжуваме и понатака да работиме на унапредување на политиките, на давање на насоки од секаков вид на поддршки кои што треба и имаат за нас основна цел, а тоа е грижа на семејството, имајќи во предвид дека државата од секогаш бил репрезентативен заштитник на семејството во целост. Со цел одбележување на Меѓународниот ден на семејството се организира и голем настан во сабота на 18 мај на школка во градскиот парк од 12 до 14 часот. За тој ден предвидена е двочасовна програма со забавни активности и анимација за најмалите и нивните семејства од страна на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје и членовите на детскиот хор Златно славече. Покануваме целокупната јавност, сите граѓани кои што сметаат дека треба да бидат дел од овој настан, заеднички да се расположиме, да создадеме насмевки на лицата на многу деца и семејства и да докажеме дека сме единствени во намерата за одржување на вреднувањата и грижата кон семејството во целост. 15 мај, Меѓународниот ден на семејството е утврден од страна на Генералното собрание на Обединетите нации пред 20 години. НВО Млади Инфо денеска во просториите на општина Газибаба организираа трибина на која го презентираа законот за волонтерство и стратегијата за промовирање и развој на волонтерството 2010-2015 година, која е дел од годишната програма за работа на НВО Млади Инфо. На настанот учество земаа голем број представници на граѓанскиот и бизнис секторот од Скопскиот регион, општините и младите граѓани засегнати за темата. Томислав Атанасовски. Невладината организација Млади Инфо денеска во големата сала на Советот на општина Газибаба организираше трибина за законот за волонтерство и стратегија за промовирање на развој на волонтерството од 2010-2015 година, што е дел од годишната програма за работа на Млади Инфо. Оваа трибина е дел од активностите кои се поддржани од програмата Цивика Мобилитас, спроведена од Центарот за институционален развој ЦИРА, со финансиска помош од Швајцарската агенција за развој и соработка. Значи Млади Инфо во рамките на својата годишна програма 2013, која што е финансиски поддржана од Швајцарската амбасада и имплементирана од страна на ЦИРА во рамките на програмата значи Цивика Мобилитас, работи на младинско информирање, волонтирање, вработување и самовработување на младите од Скопскиот регион. За остварување на овие цели, Млади Инфо воспостави соработка со општините, сите 17 општини од Скопскиот регион, градот Скопје, со подпишување на меморандум за соработка со Центар за развој на Скопски плански регион.
И со што отпочна соработката со сите општини од Скопскиот регион, се со цел да се информираат младите, да се обезбедат можности за волонтирање и да се информираат за програмите на владата што ги нуди за самовработување, да се потигнат да ги искористат и да им се помогне да го најдат начинот како да ги искористат истите. После трибината следи и следната етапа од програмата на Млади Инфо, а тоа е обезбедување на волонтерски позиции за младите во општините, да имаат волонтерска позиција во својата локална заедница, во невладиниот сектор и во бизнис секторот од Скопскиот регион. Во соработка со општина Гази Баба, на Млади Инфо беше доделена простор за работа и тоа во Центарот за млади и невладини организации кој што е обезбеден од страна на општината Гази Баба и е сместен во месната заедница Железара. Во тие простори се одржуваат обуки за младите. Во текот на месец јуни има 6 обуки за пишување на CV мотивационо писмо и за подготовка за настап за интервју, со надежда дека ќе им се олесни можноста за полесно наоѓање работа и ќе бидат припремени за наоѓање на истата. На трибината беше презентиран Законот за волонтирање, акциониот план и стратегијата за унапредување 2010-2015 во Македонија. Исто така беше презентирана и законската регулатива за волонтерите во Македонија, обврските и правата на организациите кои примаат волонтери и правата на волонтерите, практиката и придобивките од волонтеризмот со можност за нивно коментирање, дополнување како и предлагање на нови модели од страна на присутните. На настанот се одржа и јавна дискусија на тема волонтирање, на која како панелисти говореа представници од Министерството за труд и социјална политика, Младинскиот културен центар Битола, Центарот за институционален развој и првата детска амбасада во светот Меѓаши, при што посебно место во дискусијата им се даде и на представниците на Сдруженијата на граѓани, општините, компаниите и институциите кои ги образложија своите ставови, мислења и предлози на оваа тема. Настанот беше од отворен тип и учество земаа голем број представници на граѓанскиот и бизнис секторот од Скопскиот регион, општините и младите граѓани кои се засегнати на темата волонтирање. Европскиот хепенинг што општина Центар традиционално го организира веќе 7 години во соработка со делегацијата на Европската унија во Скопје, годинава поради лошите временски услови беше одложен. Истиот ќе се одржи на 17 мај петок со почеток од 10:45 до 13:30 часот во паркот на франкофонијата. Годинешната манифестација е под мотото "Сите заедно под исто европско небо". Во реализацијата на програмата ќе земат учество околу 700 деца од сите основни училишта и детски градинки во општината, како и 15 на конобари од њата и ресторани во општината кои ќе се надпреваруваат на традиционалната трка на конобари. Она што е карактеристично за годинешниот хепенинг е што основните училишта ќе ги представат сите 28 земји членки на Европската унија, преку символично представување на нивните карактеристики, традиции и значајни ликови кои оставиле белег низ историјата на секоја земја. Годинешната програма изобилува со богата содржина и настани кои ќе се случуваат паралелно на неколку локации низ паркот на франкофонијата. Овој хепенинг има и надпреварувачки карактер, со тоа што оваа година учесниците ќе се надпреваруваат во 3 категории: најкреативно катче, најкреативен графит и најдобар музичко-сценски настап. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска ги промовираше првите дел од проектот Македонски искушенија, со кој се предвидува печатање на 25 ексклузивни публикации произлезени од документарните филмови посветени на значајни личности и настани од македонската историја. Ивана Митковска. Денеска во просториите на Порта Македонија беа промовирани првите 8 наслови од проектот Македонски искушенија, со кој се предвидува печатање на 25 ексклузивни публикации, произлезени од документарните филмови посветени на значајни личности и настани од македонската историја. Овие литературно-научни дела содржат верифицирани факти, аргументи, толкувања и фотографии кои даваат еден историски осврат на повеќе историски теми. Во секое литературно издание има и соодветно CD од документарниот филм сниман за истата тема. Историските личности и настани кои се и ќе бидат опфатени во сите 25 изданија, заслужуваат соодветен третман кој досега не го добиле и дури не биле познати за македонската јавност, истакна премиерот Никола Груевски на денешната промоција на литературните трудови. Особено значаен проект од областа на историјата, литературата и издавачката дејност во Република Македонија. Проектот Македонски искушенија представува литературен, научен, но и филмски осврт на повеќе историски теми, поединци,
и настани од македонската историја, кои денес се повеќе или помалку познати во македонското општество, а заслужуваат внимание и соодветен третман. Автори на овие научно-историски литературни дела се еминентни професори и историчари од Република Македонија. Проектот Македонски искушенија предвидува печатење на ексклузивни публикации кои произлегува од документарните филмови посветени на значајни личности, настани, појави и процеси од македонската историја, кои јавноста имаше можност да ги види на македонската радиотелевизија во изминатиот период, како и оние документарни филмови кои што се во процес на реализација. Наша цел беше преку документарните филмови и преку оваа едиција граѓаните на Република Македонија да можат да стекнат многобројни сознанија за познатите и непознатите предели од нашето минато, за најзначајните појави и процеси во поновата историја на Македонија, за борбениот код на македонскиот народ и неговата револуционерна и духовна сила во остварувањето на државотворните цели. Овие 25 наслови ќе имаат трајно влијание во збогатувањето на културата и историјата на македонската држава, а преку овие наслови ние им се поклонуваме на голем дел значајни историски личности за нивната борба за слобода и самостојност на македонската држава, истакна премиерот Груевски. Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје по повод 24 мај, денот на просветителството, ја организира манифестацијата Денови на педагогија. Годинава манифестацијата е посветена на темата педагог во современата воспитно-образовна практика. Во рамки на одбележувањето ќе биде промовиран зборник, а ќе се одржат и предавања и презентација на проекти од практична работа на педагогот во воспитно-образовните институции. Во општина Бутел денеска се одржа третата седница на Советот на општината, на која советниците расправаа по 9 точки, а согласно дневниот ред беа избрани председатели и членови на комисиите согласно статутот на општината. Советникот Далибор Милановски е избран за председател на комисијата за мандатни прашања. Андријана Димитриевска. Денеска се одржа третата седница на Советот на општина Бутел. На оваа седница пратениците расправаа за 9 точки од дневниот ред. Согласно дневниот ред беа избрани председатели и членови на комисиите согласно статутот на општината. За председател на комисијата за мандатни прашања е избран советникот Далибор Милановски. Маја Стојановска е избрана за председател на комисијата за статут и прописи. Председател на комисијата за финансирање и буџет од денеска е советник Хаки Бајрами. Мирче Тодоровски е избран за председател на комисијата за урбанизам и комунални дејности. Председател на комисијата за општествени дејности е Коце Трпчановски. Дарко Костовски е избран за председател на комисијата за спорт. Комисијата за еднакви можности ќе ја раководи Николина Тарчуловска-Милошевска и председател на комисијата за односи меѓу заедниците е Наим Салиев. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт, кој ќе биде новиот шампион на Лига Европа? Актуел, поранешните Ю републики потврлија на Евровизија. Кој ќе биде новиот шампион на Лига Европа? Бенфика или Челси, ќе дознаеме вечерва на Амстердам арената каде се игра финалето. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.